Добар ден, почитувани, стартува уште една нова телма амбуланта. Промените што ги носи старењето тогаш ќе остават трага на нашите очи. Еден ден ќе мораме да го оддалечиме весникот или пак мобилниот од нас за да го прочитаме она што го сакаме, или пак ќе се пожалиме дека повеќе не можеме да ги прочитаме ситните букви на декларацијата на производите. Се работи за промени со видот кој што ги носи старењето. За сето ова повеќе од разговорот со гостинката која што е со мене во студиото, тоа е доктор Билјана Ивановска Аџиевска, офталмолог од специјалната очна болница Деница. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден, добре најдов. Зошто со текот на годините ситните букви ни стануваат преситни за да можеме да ги прочитаме, или исто да речеме ќе мораме со текот на годините да го оддалечиме од нас за да можеме да фокусираме? Тоа се пред се промени кои настануваат со тек на возраста во внатрешните структури на окото. Тоа е еден природен физиолошки процес во внатрешноста на окото кој настанува кај сите луѓе порано или подоцна. Најчесто започнува некаде од 40-та година и понатаму прогресивно напредува некаде до кај 70-та година. Тоа значи дека настануваат промени внатре во самата леќа, значи во самите структури на леќата и во тој мускул кој што служи за акомодација на окото, во самиот цилиарен мускул, од кој предходно значи овозможува да окото може да акомодира, односно да можеме да гледаме јасно и надалеку и наблиску. Меѓутоа, со текот на времето, со текот на годините, попуштаат тие нитки кои го возможуваат овој механизам на акомодација и настануваат трајни промени во внатрешните структури на леќата и повеќе овој процес не оди така лесно како на помладите години. Тоа значи дека кај некои луѓе уште на 40 на години веќе им потребна некаква диоптрија за да читаат наблиску. Кај најголемиот број луѓе веќе на 50 на години некаков диоптер обично во плюс им треба за да можат јасно да го видат текстот на она растојание кое служи за читање 40 на сантиметри. Тоа е тоа што се нарекува старечка далековидост? Да, тоа е, значи, тие се старечки. Тие се промени кои настануваат внатре во окото со тек на возраста, велиме се, 40 години не е некоја старост. И сите ние ќе се соочиме со овој проблем? Да, за жал. Порано или подоцна, како што кажавте во таа возрастна граница. Многу луѓе кои ќе дојдат на преглед велат, ета, јас цел живот работев, не знам, на компјутер или во услови со големо осветлување и заради тоа ете видот на блиску многу ми ослабе. Меѓутоа, ако е за некаква утеха, не е тоа поврзано со начинот на работа, стилот на живот, него тоа се едноставно физиолошки процеси низ кои сите луѓе порано или подоцна ќе поминат. Така да тоа е еден нормален процес кој се одвива со годините. Исто така, луѓето се жалат дека со текот на годините им се менуваат боите, стануваат поизбледени. На што се должи тоа? Исто се должи на самите промени во внатрешните структури на леќата. Онаа провидност која ја има леќата во младите години со тек на времето се повеќе се заматува и кај голем дел од луѓето е можно да се појави перде, односно катаракта, кога тоа заматување ќе дојде во некој изразен степен и тогаш веќе не можат добро убаво да ги видат боите, се јавува замаглување на видот, светлината, посебно навечер, многу повеќе им пречи, се јавува разлевање на светлината, се јавуваат како светлосни кругови околу изворите од светлина, така да тоа се веќе некакви знаци на појава на катаракта, односно на перде. Дали катарактата, односно пердето, е последица само на старењето, односно на годините, или пак може на тоа да влијаат и некои други фактори, некои хронични болести? Најчесто е последица на годините, меѓутоа има многу случаи каде што се јавува и катаракта поврзана со одредени заболувања. Во најголем случај тоа е кај лица кои што имаат, например, диабет, односно шеќерна болест, кај кој што порано или подоцна се јавува некаква катаракта, потоа тука се онаа група на воспалителни автоимуни заболувања кои што исто така многу често се една од болестите кои се јавува кај нив е катарактата, односно заматувањето на леќата. Некогаш може да се јави поврзана со одредени повреди, трауми на окото, а се јавува некогаш и во бебешката возраст, значи може да се јави некаква вродена катаракта која што
Зависи во кој степен е изразена, ако е многу изразена треба веднаш да се интервенира, ако е во некаков мал степен заматувањето на леќата обично се следи со текот на времето. Еве најдов еден податок дека катарактата е присутна кај 50% од лицата на возраст помеѓу 65 и 74 години и 70% кај лицата постари од 75 години. Од што зависи на која возраст ќе се јави, со кое темпо ќе се замаглува леќата? До сега не е докажано зошто се јавува или на која возраст ќе се јави. Има луѓе кои што никогаш не се јавува катаракта и покрај возраста. Дали се тоа некакви генетски предиспозиции или е начинот на живот во смисла на изложеноста на ултравиолетово зрачење, работата во надворешни услови без соодветна заштита на очите со очила со УВ заштита. Едноставно до сега немаме доволно податоци за да кажеме зошто се јавува катарактата или пак со кој степен, со која брзина ќе се развива. Има луѓе кај кои што се развива со години, значи едноставно со години стои тоа заматување исто или многу споро се развива, па во нивниот животен век немаат потреба за некаква интервенција, значи си имаат добар вид. Има луѓе кај кои што за неколку месеци, значи многу брзо се развива тоа заматување на леќата и тогаш се разбира мора да се направи операција, односно да се отстрани катарактата и да се вгради внатре во окото вештачка леќа за да може да се врати видот на претходното ниво. Дали оние што имаат катаракта секогаш забележуваат дека постои некаков проблем? Може ли со години да имаат перде, што велат луѓето, и при тоа да не се свесни за тоа? Може, меѓутоа тоа е многу ретко. Обично се јавува тоа заматување на сликата, како кога гледаме, например, низамаглено прљаво стакло. И многу често луѓето многу рано приметуваат дека имаат некаков проблем со видот, или пак оние очила кои што претходно ги носеле веќе не им одговараат, или пак кога ќе се јават за проверка на диоптријата кој што ја носеле претходно веќе при тој преглед се утврдува дека ни една диоптрија повеќе не одговара, значи со ни една диоптрија повеќе не можат јасно да гледаат. Така да порано или подоцна ќе се открие проблемот дека всушност се работи за заматување на леќата. А дали очилата во почетната фаза на катарактата може да дадат некое подобрување на квалитетот на живот, односно подобар вид? Да, можно е, посебно во првите фази, значи кога се уште е тоа заматување почетно, и обично, најчесто со некаква диоптрија во минус, значи се добива некаков подобар вид во некои почетни фази. Тие луѓе многу често ќе ви кажат дека ако носеле очила за блиску, значи прогледале на некој начин, фактички се намалила диоптријата за блиску, па можат да читаат без очила. Меѓутоа тоа веќе за нас значи дека има некакво заматување на леќата, односно дека се појавила катаракта. Така да во првите фази... А ти смета дека им се подобрил видот? И реално видот за близо е подобрен, бидејќи диоптријата е фактички отидена во минус, за далеко им е замаглен, меѓутоа за блиску си гледаат убаво без наочари. Така да, меѓутоа, тоа за нас веќе друго. Значи, тоа трае некое одредено време и после тоа веќе фактички ни за далеко, ни за блиску не е добар видот и тука веќе мора нешто да се превземе. А постојат ли некои лекови, капки, било што би можел да го спречи прогресот на катарактата? Или пак да го излекува? Да, тоа е област во која што многу се работеше предходните години и се развиваа различни препарати за кои се сметаше дека го сопираат развојот на катарактата, дека не дозволуваат да се појави катаракта, меѓутоа за сега такви препарати нема. Значи, она што во моментов е терапија фактички за катарактата е хирургијата и друго ништо во овој момент, значи од оние достапни препарати кои се наоѓаат на пазарот, нема нешто за кое што ќе може да кажеме, еве тоа е тоа, ставајте ги овие капки и нема да се појави катаракта или нема да прогредира. Така да едноставно кога веќе е леќата во многу голем степен заматена, тогаш, односно во денешно време велиме кога видот ќе се намали испод 40-50% од оние првични некакви позиции, тогаш дека е време да се оперира катарактата, односно пердата. Порано се велеше катарактата треба да биде зрела за да се оперира.
Денеска се променети овие ставови. Зошто е тоа така? Да, за жал во нашиве услови се уште владее тоа мислење во народот дека треба да се почека пердето да узрее. Тоа е затоа што порано се работеше со, сега се вика таа класична метода. Фактички се работеше со голем рез, се шиеше окото со конци, се вадеше целата леќа, значи природната леќа во целост се отстрануваше и на тоа место се вградуваше вештачка леќа. И во тој процес беше поедноставно ако е леќата позрела за да може да се извади полесно целата. Во денешно време се работи, да не речам во 99% со фако метода, значи во народот позната како ласерска, меѓутоа не е ласерска. Фактички тоа е метода во која што со ултразвук се разбива самата леќа, значи се емулзифицира и се ликвефицира, се доведува во некаква течна состојба и потоа се аспирира. Значи многу е потешко кога е леќата тврда, значи кога е пердето презреано, затоа што треба да се работи во тој случај со многу повеќе енергија и тоа прави многу поголеми оштетувања на ткивата внатре во окото. Значи се работи низ мал рез од 2 мм, значи воопшто не се отвара окото низ голем рез. Тоа е еден вид на микрохирургија. Така да во денешно време, значи велиме дека не треба да се чека пердето да узрее, затоа што после операцијата процесот на опоравување, процесот на враќање на видот е многу подолг доколку е презреано перде. Можноста од појава на компликации при самата операција или после операцијата е многу поголема доколку се работи за комплицирана презреана катаракта. Така да, она што реков и претходно, во денешно време се раководиме спрема видната острина, доколку е таа намалена во 40-50%, веќе е време за интервенција, за операција. Како одлучувате кој пациент каква леќа ќе добие? Монофокална или мултифокална? И што е тоа монофокална, што е тоа мултифокална леќа? Тоа многу зависи и од разговорот со пациентот. Тука ни е многу важна анамнезата, односно она што е желба на пациентот за после операцијата. Каков вид сака да добие. Монофокална леќа значи дека таа леќа што ќе се вгради внатре во окото служи во најголем дел, значи за видот за далеку на пациентот да биде добар, а за блиску за читање ќе носи обично некакви наочари. Тоа е обично +1, +2 диоптри од прилика. Мултифокална леќа значи дека кога ќе се вгради таа леќа со операцијата на катарактата, очекуваме во најголем дел пациентот да биде ослободен од носење на очила. Значи не велиме никогаш 100%, во медицина 100% нема. Меѓутоа велиме во најголем дел од времето, над 90% од времето, да не му требаат воопшто очила ни за далеку, ни за блиску. Едноставно дизајнот на таа леќа е таков да може да пациентот со таа леќа гледа добро и далеку и блиску. Сепак, велиме за одредени прилики, при подолготрајна работа на блиску, при некаква прецизна работа, можда сепак некаква диоптрија ќе треба да стави. Очекуваат ли пациентите дека по операцијата на катаракта нема да им бидат потребни очила? Да, очекуваат и затоа и мораме многу да поразговараме и да објасниме што е она што е реално, а што е она што сепак се некакви нереални очекувања. Значи, можеме да кажеме дека до денешно време природната леќа нема, како да кажам, се уште не сме до оној стадиум дојдени да можеме да замениме во целост природната леќа. Значи, сепак овие вештачки леќи што се ставаат, без разлика дали се моно или мултифокални, имаат одредени недостатоци и едноставно не можеме да очекуваме дека со тие леќи видот ќе биде како на 20 годишна возраст. Меѓутоа, сепак, со оглед на тоа што катарактата е една од причините за губење на видот, значи хирургијата на катаракта е дојдена до тој степен е веќе развиена да велиме во над 90% може да го врати видот на она ниво на кое што бил претходно. Така да многу ни е важно и пациентот да ни каже што очекува. Ако се тоа луѓе, например, има случаи каде што не може да се вградат мултифокални леќи, во денешно време и од самите производители на леќите тоа го нагласуваат дека мора да се работи за апсолутно здраво око, значи да нема други заболувања, посебно да нема заболувања на задниот дел на ретината, предниот дел на окото да е здрав, значи да нема заматување на рожницата, воспалителни процеси, кај пациенти со глаукоми исто така не се препорачува вградување на мултифокали.
кај диабетичари заради можни промени на очното дно со текот на времето, така да има одредени ограничувања за вградувањето на овој тип на леќи. Така што тоа е нешто што мораме да им го објасниме на пациентите. Да. Исто така е многу важен деталниот преглед пред да се изведе операцијата на катаракта. Зошто тоа се потенцира на еден таков детален преглед и дали во случај да забележите некакви промени на очното дно, ќе правите операција на катаракта? Да, во секој случај ќе правиме. Меѓутоа, битен е деталниот преглед за да можеме да му предочиме на пациентот што да очекува со таа операција, односно како вид очекуваме да добие. Уште повеќе е битна операцијата на катаракта ако има промени на задниот дел, за да може тие промени со текот на времето да се следат, да се документираат, значи да се прават снимки, доколку е потребна некаква терапија за тие промени да може навремено да се примени. Така да во секој случај пердето треба да се тргне катарактата за да може да се обезбеди провидност на медиумите во окото. Меѓутоа треба да му се каже на пациентот дека не може да очекуваме идеален вид заради посебно ако промените се наоѓаат на задниот дел на окото, во центарот за вид, значи во макулата, во точката за јасно гледање, или ако се наоѓаат на ниво на очниот нерв. Така да тоа се работи кои мора да ги знаеме. Исто така, доколку имаме некакви промени на предниот сегмент на окото, значи ако има заматување, лузни на рожницата, на корнеата, или пак ако има промени процеси во предниот сегмент на окото, исто така, после операцијата на катарактата ќе има подобрување на видот, меѓутоа нема да биде можеби во оној степен во кој пациентот го очекува. Може ли се некакви компликации? Постои ли ризик да се изгуби видот? Секогаш во медицината, значи при секоја интервенција, без разлика за која интервенција се работи, се знае за секоја интервенција колку е одреден ризик од компликации. Она што го реков и претходно, колку е леќата позрела, значи колку има други присутни процеси внатре во окото, дали се тоа воспалителни процеси, дали е глауком, значи промени на структурите на окото заради покачен очен притисок, тука процентот на компликации, можноста за компликации е повисок. Кај една, да речеме, нормална сенилна катаракта, процентот на компликации обично е сведен на минимум. Можноста да се изгуби видот, односно да се јават потешки компликации во смисла на инфекции, потешки внатре во окото, одлепување на ретината, аблација и така натаму, веќе во денешно време со овие методи со кои што се работи е сведен на минимум. Не е значи исклучен, меѓутоа е веќе сведен на минимум во однос на она што беше претходно. Некогаш пациентите кои што направиле операција на катаракта се жалат дека повторно им се заматил видот. Можат ли да добијат катаракта и на леќата што е вградена? Не, тоа не е катаракта, туку е фактички заматување на таа капсула во која што се вградува вештачката леќа. Фактички природната леќа се состои од капсула и внатрешен материјал. При операцијата таа капсула во која што се наоѓа природната леќа останува, се вади само натрешниот материјал, јадрото и кортексот, и во таа капсула се вградува вештачката леќа. Повторно заматување може да дојде на задната капсула, значи на таа леќа, и тоа е нешто што не со операција, него со едноставна амбулантска интервенција со лазер може да се реши, односно да се исчисти. Така да тоа не е катаракта, односно заматување на леќата што се вградува. Ќе ги поканиме денески гледачите да се вклучат во Телма амбуланта со нивни прашања. Телефонскиот број на Телма е 3076 677. Доктор Билјана Ивановска Аџиевска, офталмолог од специјална точна болница Деница, е гостинка во студијето на Телма, со која што зборуваме за сите промени што се случуваат во окото како последица на старењето, односно на годините. Со текот на времето, луѓето се жалат дека окото им станува се посуво. Некои дури чувствуваат како да имаат туѓо тело во очите. Зашто се работи? Сувоста на очите е проблем кој се јавува обично исто така со годините, меѓутоа исто може да се јави при одредени други системски дури заболувања,
Карактеристични се, например, оваа група на воспалителни автоимуни заболувања, луѓе што имаат дијабет, кај луѓе што имаат, например, проблеми со тироидната жлезда. Многу често се јавуваат вакви проблеми на суво око. Тоа значи дека има фактички недостаток во создавањето на солзи, односно промени во самиот состав на солзниот филм. Кај овие луѓе многу често недостасува, односно е нарушен тој липиден слој од солзниот филм и затоа обично кога ќе дојдат на преглед велат имам чувство на боцкање, грепкање, песок, како зрнца песок во очите и тоа со прегледот може и да се документира, односно се прават тестови за количината и за квалитетот на солзите, односно на солзниот филм и за изгледот на рожницата, доколку има промени во самиот епител, во површниот слој на рожницата, тоа се веќе понапреднати форми на суво око, за кои што лекувањето е фактички употреба на капки, вештачки солзи. Вештачки солзи. Да, може да бидат во форма на капки, гелови и така натаму, во зависност од степенот на нарушувањето. Некој велат очите ми солзат, а имам диагноза суво око. Да. Како е тоа возможно? Тоа е рефлексно солзење фактички, она што го спомнав и претходно. Фактички има промена во самиот состав на солзниот филм и кога недостасува тој липиден слој, рефлексно, има зголемена продукција на солзи, меѓутоа самиот состав на солзниот филм не дозволува адекватно навлажнување на рожницата. Така што можно е. И посебно се јавува при одредени состојби кога има, например, воспалителни процеси на капаците, на конјуктивата. Во многу случаи тогаш се јавува такво рефлексно солзење и фактички солзи окото, меѓутоа се работи за промени. Да, промени во солзниот филм, односно во лачењето на тие жлезди што се во самите капаци. И вештачките солзи се квалитетно, добро решение, ефикасно? За сега да. За сега да. Немаме друг начин, има и некакви интервенции кои се применуваат, меѓутоа во многу потешки случаи, иначе користењето на вештачки солзи и гелови, односно масти, се добро решение за овој проблем. Ќе ги вклучиме гледачите да ги слушнеме нивните прашања, нивните дилеми поврзани со темата на која што денеска зборуваме. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Поздрав до Телма. Благодарам. И поздрав посебно до докторката и сакам да прашам. Бев опериран од катаракта на едното око пред 5 години. И сега ми се јави проблем на тоа око, ми се покачи притисокот, очниот притисок, тој дојде преко 30 па и до 40. Ставам некои капки и сето тоа покушава да се смали притисокот. Меѓутоа, утврдено е дека има глаукома и дека очниот нерв е веќе почнат да атрофира. Прашање е, сега, на другото око имам и пројавено исто така катаракта, меѓутоа е во почетна фаза. Сега, дали е проблем да се оперирам на тоа око од катаракта кој ќе дојде време, така, или не? И второто прашање, ако може пак за првото око, што можам ја да очекувам, бидејќи сега на тоа око не само од ова би се јавува и заматување на леќата. Дури тоа го констатира и самата лекарка кога бев кај неа во ординација. Ама тоа беше многу одамна. така. Сега, дали ќе може, тога и немав ја очен притисок, дали ќе може сега со тоа што го викаме ние лазерско чистење на капсулата да се очисте. Така, да се очисти и покрај тоа што имате на тоа око покачен очен притисок, односно глауком. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Повелете, докторке. Глаукомот во секој случај треба да се контролира, да се следи, да се третира соодветно. Тоа значи дека пациентот, доколку е веќе диагностициран глауком, треба редовно да користи терапија и редовно да се прават оние снимки на задниот дел на окото, OCT, оптичка кохерентна томографија на очниот нерв, да се види во кој степен е оштетувањето на нервот и периметрија, односно видно поле. Тоа е начин на следење на состојбата, односно на прогресијата на болест.
доколку се гледа дека покрај терапијата што ја прима пациентот, капки и така натаму, се влошува состојбата, односно со текот на времето се јавуваат нови промени во видното поле на компјутерската снимка на нервот, тогаш не треба да се чека да се изгуби видот. Тоа значи дека таа терапија што се користи е недоволна и треба навремено да се направи оперативен зафат за намалување на очниот притисок, се со цел што е можно подолго да се задржи оној вид кој го има пациентот во моментот. Значи, оној вид кој е веќе изгубен не може да се врати, меѓутоа оној вид што го има во моментот да се задржи. Лазерското чистење на леќата не е поврзано со глаукомот, секако не треба да е висок притисокот во моментот кога се прави интервенцијата, меѓутоа во секој случај тоа мора да се направи затоа што ни е многу важно да е леќата провидна за да можеме да го следиме позади очното дно, состојбата на очното дно, и тие снимки што ќе се направат да бидат релевантни, значи да ни дадат релевантни податоци за состојбата на окото. А другото би можел да го оперира? Да, секако, значи дека треба да се оперира фактички за да се обезбеди максимум што може вид со оглед на состојбата што веќе ја има. Без разлика што е некаква почетна катаракта, ако е веќе леќата заматена во одреден степен, може да има и други проблеми, значи може да има псевдоексфолијација, тоа е една состојба каде што ослабуваат тие нитки зонили кои што ја држат леќата и во тие случаи се препорачува порана интервенција, операција на катарактата. Уште двајца гледачи очекуваат да се вклучат во денешната емисија. Поздрав за следниот од нив и да го слушнеме прашањето. Добар ден. Ало? Ве слушаме во програма, сте повелете. Добар ден. Добар ден. Ве поздравувам од Битола. Ви благодарам. Од Битола поздрав многу до докторката и до водителката. Ви благодарам. Многу фала што ја поставивте оваа тема. И се радувам што докторката гостува. Да прашам, имам едно прашање до неа. Така? Јас пред 3-4 години ми го оперира окото од глауком. Имав од глауком. Ми го оперира успешно и се е во ред. Од тогаш не ојдов ниту да го мерам ништо, пошто имам дома работа, сум зафатена, не отидов никако. Меѓутоа сум јас добра и добро гледам, во Битола доктор ме опериса, добра сум, само едно прашање, зошто нема тимолол капки, со бев најдобра. Никогаш не можам да најдам тимолол капки, тие ми ги препорачаа и со стално си бев. Така, сега предпоставувам некаква замена користите, ви благодарам за вклучувањето во програма. Добро, еден совет до пациентката, без разлика што добро гледа, значи треба редовно да се прават контроли, барем на 2-3 месеци да се мери очниот притисок, еднаш годишно барем да се прават снимки позади на очното дно, затоа што глаукомот е болест во која што некогаш многу често пациентите можат да приметат дека фактички имаат изгубено добар дел од видот, затоа што прво се губи периферниот дел од видот, значи фактички се намалува видното поле, и на крај останува некаков централен вид. Значи централниот вид е добар, меѓутоа видното поле е многу стеснато. Така да без разлика што пациентката добро си гледа, советот е редовна контрола на очниот притисок и контрола позади на состојбата на очното дно. Во однос на терапијата, да, значи има замени за тие лекови, кај нас многу често се случува некој од капките да ги нема, па имаме некакви заменски препарати, меѓутоа без разлика во секој момент, значи кога ќе се употреби некаква заменска терапија, треба непосредно после тоа, после 2-3 недели да се провери очниот притисок каков е со новата терапија, дали влијанието на новите капки е исто како и на претходните. Како е со претходните. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со гледачот? Добар ден. Добивам знак дека се уште е на линија. Еве уште една можност за него да го слушнеме прашањето. Добар ден. Не. Во ред. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешната Телма амбуланта. Останете на фреквенцијата на Телма. Со доктор Билјана Ивановска-Аџиевска од специјалната очна болница Деница денеска зборуваме за промените на окото што се јавуваат со текот на годините. Имаме двајца гледачи кои што ќе ги вклучиме во програма пред да продолжиме со предвидениот концепт за денеска. Добар ден за првиот од нив.
Дали сум уклучена? Да, во јас? програма сте, ве слушаме, повелете. Поздрав до вас во студиото на лекарката од Скопје се јаво. Така? Само едно кратко прашање. Дете родено на 3 месеца му е установено дека има нистагмус. Сега веќе има 11,5 години детето. Кратко прашање, дали некаде постои лек или оперативен запад за нистагмусот? Благодарам многу, поздрав и бај следни празници. Така, и на вас исто така, се најубаво во предстојниот период. Доктор, ќе да го слушнем и следното прашање, бидејќи и гледачите почекаа за време на рекламниот блок. Добар ден. Добар ден. Повелете. Така, имам 60 години и неправилен астигматизам кој што е детектиран на 27 годишна година. Ме слушате добро? Така, да ве слушаме. На 27 годишна година. Меѓутоа со тек на време, како ви реков, се комплицира работата, се појави кератоконус. Пред години нешто е, пред 2 години крослинкинг е направен. Сега мерните вредности не можам да ги искажам, меѓутоа ако требало, ако сум имал 400, се покачило на 405. Значи не е добиено тоа што се очекувало. Така. Прашањето е конкретно искуството на докторката што кажува однос на тоа леки да носам, затоа што ова веќе сега, како што ми е во моментот, пред 6 месеци правив корекција на стаклата, ја веќе повторно ми се јави истата приказка. Летно време на висока температура, бидејќи идам некојаш на риболов, гледам по 2-3 тафи да не кажем. Прашањето дали искуствено кажува дека носењето леки ја подобрува состојбата во смисла на видот. Така, ова е едно добро прашање. Ви благодарам за вклучувањето во денешната телна амбуланта. Повелете. Во однос на првото прашање околу нистагмусот, во денешно време барем некакви хируршки интервенции околу корекција на нистагмусот не се прават. Имаше различни обиди во таа сфера, меѓутоа тоа остана се во доменот на клинички студии, односно истражувања. Сепак се уште нема некоја метода која што би помогнала тој нистагмус да се изгуби, да исчезне и така натаму, значи да се состојбата подобри. За среќа, кај овие деца, тоа движење, неволно движење на очите кое настанува при нистагмусот, знае многу да се намали со тек на растењето, дури да дојде до некоја фаза да стане неприметно. Меѓутоа, некаков конкретен третман околу тоа, за жал, нема. Во однос на второто прашање, кератоконусот е една, како да кажам, комплицирана состојба, затоа што нема некаква идеална терапија која што би му овозможила на пациентот да има добар вид. До одреден степен на развој на кератоконусот помагаат во голема мерка очилата, контактните леќи, било тоа да се меки леќи или пак полутврди леќи во денешно време. Има и некакви специјални леќи кои се препорачуваат кај овие пациенти, значи специјални полутврди леќи кои се користат кај кератоконус. Меѓутоа има случаи каде што фактички ниедна од овие мерки не помага. Крослинкингот е метода која што обично се применува кај помлади пациенти, значи зборуваме за луѓе испод 35-40 години. Целта на крослинкингот не е да го подобри видот, него да ја запре прогресијата на кератоконусот, да го запре тоа истенчување на рожницата, односно на центарот на рожницата и влошувањето на видот. Во најголема мерка тоа после крослинкингот се случува. Не очекуваме од крослинкингот да дојде до зголемување на таа дебелина на леќето, него едноставно тој процес да се стопира на некој начин. Знаеме најчесто дека прогресијата на кератоконусот сама од себе се ограничува и после 40-та година веќе не прогредира. Меѓутоа, видот знае да се намалува ако има некакви настанати трајни промени во самата провидност на рожницата, доколку почне да се јават промени во леќата, односно со старењето да се јави заматување на леќата, тогаш диоптријата повторно се менува. Некаква крајна опција за третман на кератоконусот е кератопластика, односно замена на рожницата, трансплантација на нова рожница. И исто така, доколку има заматување на природната леќа, операција на катаракта, со што најголем дел од таа диоптрија која што пациентот би ја носел во вид на очари, контактни леќи и така натаму,
да се вгради фактички со вградувањето на таа контактна леќа, со вградувањето на интраокуларната леќа. Така да, од прилика опциите за понатаму кај овој пациент се тие. Се тие. Уште двајца гледачи ќе ги вклучиме во емисија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Да поставим прашање до докторката ако може. Секако повелете. Имам суви очи. Користам капчер и немам никаква фајда од нива. Така, немате подобрување од капките што ги користите кај сувото око? За суви очи, да, ако има некој лек да ми каже. Така, што би можело да се направи за сувост на окото? Ви благодарам, да го слушнеме и прашањето на следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме, повелете. Се јавувам, поздрав до докторката, се јавувам во врска со, имам 37 години, имам проблем со левото око, значи носам очила, минус 1 и минус 1,75 не е некоја диоптрија, барем за мене. Сега вака на левото око ми се јави како раска да гледам, како влакно, црно. Кога ќе гледам во бела површина, на бела површина и кога ќе излезам на сонце, имам како црна. Црна линија? Да. Добро. Да, тоа. Сега ви интересира што би можело тоа да биде. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Повелете. Во однос на првото прашање, значи, она што го спомнавме и претходно. За сувото око терапијата се капки, вештачки солзи, со тоа што има различни типови. Може би треба да се промени типот на капките кои што се користи, тоа е прво. Второ, да се зачести ставањето на капките, некогаш тие треба да се ставаат и 5-6 пати во тек на денот, за да посебно во првите фази, додека се постигне некаква добра состојба на солзниот филм, да се користат гелови навечер пред спиење, значи да се стави внатре во окото гел или маст кој ќе го одржува влажноста на рожницата во текот на ноќта. И второ што би требало да се провери, тоа е дали се работи за некаков хроничен воспалителен процес на самите капаци, што многу често се случува. Да тие жлезди што фактички од кои зависи лачењето на тој липиден слој, значи составот на солзниот филм, се многу често затворени или се со неадекватна функција заради воспалителен процес. Доколку се работи за таков процес, треба прво да се пристапи кон лекување на воспалението. Значи, обично тоа е терапија со антибиотик, кортикостероид, која што оди кратко време, кога ќе се постигне една добра состојба на капаците, кога тоа воспаление ќе се намали, тогаш да се продолжи со користењето на вештачките солзи. За жал, други некакви опции нема. Знам дека тоа ставање на капките е досадно, непријатно и така натаму, меѓутоа едноставно терапијата за таа состојба е таа. А втората гледачка која што имаше проблем со левото око, на која што се појавила црна линија во видното поле? Да, тоа се обично промени во видното поле, во вид на точки, црнки, мушички, линии, некогаш се јавуваат во различни форми, како крупчиња, облачиња. Да, тоа се промени кои со движење на окото фактички се движат во видното поле. Тоа е болест? Не, тоа се фактички дегенеративни промени внатре во стаклестото тело на окото. Ги има скоро кај сите луѓе, кај некој повеќе, кај некој помалку. Меѓутоа не се работи за болест на окото, него се работи за нормална физиолошка состојба на окото. Со тек на возраста се јавуваат некогаш и многу повеќе. Едни нови се појавуваат, некои ќе се изгубат, ќе се потргнат понастрана, па не ги приметуваме. Кога е светло подобро се гледаат, за жал. Повеќе на бела светла позадина ги приметуваме. Кога сме поуморни, исто така ги има повеќе. Обично им советуваме на пациентите да пијат повеќе течности, повеќе да ги одмараат очите, посебно при работа на блиску, значи на секој 15 и на 20 минути да прават некаква пауза. И најчесто не се некаква, значи не се индикација за некаква болест на окото, меѓутоа се случува да посебно кај миопи, како што спомна пациентката, значи кај луѓе што имаат некаква минус диоптрија, без разлика што во овој случај беше некаков мал диоптер, да речеме, се случува на периферниот дел на ретината, на мрежницата, на задниот дел на окото, да постојат одредени дегенеративни процеси, заради кои е можно во одреден момент да се појават повеќе такви црни точки во видното поле, или пак да се појават сензации во вид на светки, во вид на светкање.
Во таквите случаи треба да се направи преглед на задниот дел на окото, значи да се стават капки, да се почека да се прошири зеницата и да се види периферијата на ретината. Доколку се диагностицираат вакви дегенерации, тие треба навремено да се заштитат со ласер, значи да се направи интервенција на задниот дел во вид на ласер фотокоагулација, за да се спречат посериозни компликации. Односно, тука најголемиот ризик е да настане аблација, односно одлепување на ретината. Така да, во 90 и повеќе посто од случаите не се работи за ништо сериозно, меѓутоа, ако се работи за нешто што се јавило во одреден момент во поизразена форма, да се јават тие црнки, значи не е како што било, да речеме, претходно она што сме навикнати да го гледаме, или да се појават тие светкања во поголем интензитет, тогаш треба да се направи преглед. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме, во програма сте, повелете. Сакам да пашам докторката. Синот има изледено јачмен, дали јачмена знам дека доле на ивицата излегува, а него му е на капакот на средина. Му е него. И сега он две недели става капки, мисле, Добродекс и една крема друга става. Меѓутоа малку е повлечено. Прво беше поцрвено, се така е повлечено. И му рекол дека ќе треба интервенција, нешто на ова. Да се отстрани. Каква интервенција тоа е, пошто е капакот така. Ви благодарам за јавувањето и ве се јави една загрижена мајка за незиниот син. Што велите, служена ли интервенцијата? Зашто се работи? Ова јачмена што се појавува? Да, јачменот е фактички инфекција на самите жлезди што се наоѓаат во капакот. Ако се лекува брзо, значи во првата фаза, веднаш кога ќе се појави, ако се почне со терапија, обично се тоа антибиотски капки, масти и така натаму, знае целосно да се повлече и да не остави некакви траги. Меѓутоа, некогаш знае да остави еден вид на топче внатре во капакот. Фактички, тој процес формира еден вид на капсула внатре во самиот капак. И тоа е веќе некаква хронична форма која што... Никој ги масира, докторке? Па, во првите фази, да, може да помогне тоа. Меѓутоа, ако се работи веќе за јачмен кој стои на капакот подолго време, тука веќе тие методи не помагаат, затоа што веќе е тоа фиброзно ткиво внатре, кое што мора со некаква мала интервенција да се отстрани. Обично се работи од внатрешната страна на капакот, со мал рез се отстранува таа капсула која што останала и на тој начин се решава проблемот. Значи се работи тоа со некаква мала локална анестезија на капакот и не е некаков комплициран зафат. Може да се повтори истиот проблем на може, истото место? Може, не на истото место, обично може на друго место да се повтори на капакот. Има луѓе што се склони кон создавање јачмен? Има, да, има. Посебно она што го спомнавме претходно, кај луѓе кај кои што постои блефарит, односно воспалителен процес на капаците, кај нив почесто се јавуваат јачмени, или пак луѓе кои што се склони кон други, например, кожни заболувања од типот на розација, себороична кератоза и така натаму, кај нив исто така почесто се јавуваат вакви јачменчиња. Има исто така во детската возраст, во одредена возраст се случува кај некои деца да многу често се јавуваат јачменчиња на капаците. Зошто е тоа така не се знае, едноставно се смета за некој вид на склоност и за среќа со тек на време, со тек на растењето, тој процес се завршува и поминува без последици, така да. Во секој случај не е, да речам, не е нешто страшно, не е сериозно. Со текот на годините луѓето се соочуваат со разни хронични болести, покачен крвен притисок. Дали е тој поврзан со покачениот точен притисок или пак оние кои што имаат дијабетес? Болеста прогресира со текот на годините и остава последици и на окото. Што се случува со окото кај диабетичарите? Покачениот крвен притисок сам по себе во многу мала мерка влијае на очниот притисок, значи не е тоа некакво директно влијание, меѓутоа покачениот крвен притисок може да направи други промени на задниот дел на окото, најчесто да доведе до затворање на одредени гранки, на одредени крвни садови, венски или артериски и на тој начин да предизвика фактички нагло намалување на видот и понатаму други можни компликации. Кај дијабетот е многу покомплицирана ситуацијата, затоа што се смета дека кај сите луѓе со дијабет, кај кои што постои дијабетот повеќе од 10 години,
веќе почнуваат да се појавуваат некакви промени на очното дно, посебно ако дијабетот не е добро регулиран. Тоа се во почетокот промени обично на периферниот дел на ретината, па луѓето со дијабет не ни приметуваат дека имаат некаков проблем со очите, затоа што знае централниот вид да остане многу долго добар без да даде никакви, да речам, симптоми. Затоа во принцип се препорачува кај сите луѓе кои што имаат дијабет еднаш годишно преглед на очното дно на широка зеница за да се констатираат и првите промени кои ќе се појават и да може навремено да се третира. Колку понавремен е третманот, толку е можноста за зачувување на видот долгорочно поголема. Секи медни лекови, наречени анти-ВГФ, кои што се даваат директно во окото, тоа е како инекција, кај дијабетичарите, сите ли треба да го земаат овој лек? Кому Не, се апсолутно препорачува? не. Значи, тој се дава кај луѓе со дијабет, кај кои што најмногу има промени во центарот за вид, односно кај кои што се јавува макуларен едем, значи оток или насобирање на течност во точката за јасно гледање. Другите промени на периферијата на ретината и во денешно време, значи, мора да се третираат со лазер фотокоагулација, затоа што тоа овозможува долготрајно одложување на компликациите, на тешките компликации кај дијабетот. Меѓутоа, бидејќи лазерот во централниот дел не смее да се прави, значи макулата е фактички центар за јасно гледање, која што е составена од нервни клетки, и тука во моментов единствена терапија за некакво намалување на тој оток, за намалување на течноста што се јавува во центарот за јасно гледање се овие инекции. Тие фактички го намалуваат пропуштањето од крвните садови, што е една од основните причини за појава на промени на очното дно кај дијабетичарите, и ја намалуваат неоваскуларизацијата, односно го намалуваат или го спречуваат формирањето на нови крвни садови, кои што исто така се еден од основните проблеми кај дијабетичарите, кои што прави тешки компликации на очите. Така што во принцип се користат, значи, за подобрување на видната острина преку третман на макулата, односно центарот за јасен вид, а во одреден период покрај овие инекции можно е да е потребна и друга терапија, она што спомнавме предходно, лазерски третман на ретината, или доколку настанат потешки компликации во смисла на крварење, одлепување на ретината и така натаму, тогаш веќе инекциите не помагаат, треба навремено да се направи операција витректомија, фактички чистење на внатрешниот дел на окото. Имаме уште само 2 минути од денешната емисија, добив знак дека имаме гледач, затоа ќе го замолам што пократок да биде со прашањето и што појасно да го постави. Добар ден. Добар ден. Уште една може за гледачот. Добар ден. Ете, штета не успеа да се вклучи. Јас само ќе ве прашам на крај, со текот на годините, колку често треба да правиме прегледи на очите, бидејќи очигледно доаѓа до многу промени. Обично велиме еднаш годишно е доволно да се направи преглед и да се проверат оние основните работи, посебно над 40-та година, да се измери еднаш годишно очниот притисок, затоа што тоа е нешто што може да предизвика неприметливо губење на видот. Да се провери видната острина, да се види очното дно, значи доколку има некакви промени на очното дно, навремено да се диагностицираат. Во денешно време е многу важно и заради тоа што, како што знаеме сите, повеќе работата ни ориентирана кон блиску, значи повеќе работиме на компјутер, на таблет, на телефон, едноставно тој вид за блиску ни е приоритетен. Порано бил тоа видот за далеко, меѓутоа во денешно време многу повеќе го користиме видот за блиску. Навремено да се одреди диоптрија на очари доколку треба да се носат за да се избегнат проблеми во смисла на главоболки, замаглен вид, потешкоти при читањето и така натаму. Така да обично велиме ако нема некакви сериозни диагностицирани проблеми, некаков редовен преглед еднаш годишно е доволен. И кај лицата после 60-та година што препорачувате, очила или леки контактни? Обично очила. Заради сувоста на окото? Заради сувоста на окото, заради комфорот. Меѓутоа има луѓе и на таа возраст што најрегуларно си носат. Обично луѓе што и претходно носеле контактни леки, па си се навикнати, кај кои што нема никакви проблеми. Така да индивидуално е тоа веќе.
Јас ви благодарам за вашето денешно гостување. Навистина една интересна тема. Опфативме повеќе проблеми кои што се јавуваат кај окото со текот на годините, со старењето. Дел од нив се неизбежни, како што споменавте, на ситните букви ќе ни станат уште поситни. И ете на каков начин останатите болести на окото се лекуваат и се третираат. Ви благодарам на поканата, ми беше многу пријатно во емисијата. Баш ми е драго, се надевам дека ќе се видиме повторно во студиото на Телма. Почитувани, тука ја заокружуваме денешната Телма амбуланта, зборувавме за здравието на окото. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Пријатно.